Време за разговор во нашето студио. Продолжуваме на тема здравје. Зборуваме за современите методи во неврохирургијата. Наш гостин ова утре доцент доктор Миленко Костов. Добро утро, добре ни дојдовте во емисијата. Добро утро, добро ве најдов и благодарам на поканата. Започнувам со првото прашање. Ова е интересна тема, верувам за сите оние кои што ќе не гледаат. Безбедна и прецизна неврохирургија. Кај нас веќе се користат современите методи? Па да, во тој смисол ние се гледаме да ги пратиме светските трендови, така да континуирано правиме надградба и осовременување не само на нашето знаење кое што е континуирано секогаш, него и на нашата опрема. Така да под современа и безбедна неврохирургија се смета та истата неврохируршка интервенција која што се изведувала претходно, меѓутоа сега е под контрола на одредена апаратура, како што невронавигација, невромониторинг, соучество на понекогаш и вештачка интелигенција, се со цел да се обезбеди континуирано безбедно интервенирање во операцијата, а да пациентот за што пократко време излезе што побезбеден и здрав на крајот. Ја споминавте вие вештачката интелигенција. Колку на вас, докторите, лекарите, ви помага вештачката интелигенција? Малку е насватливо, нели, кога ќе се спомене доктор и вештачка интелигенција? Салата од иднината, идејата, значи како сакаме да изгледа, тоа е сала водена од вештачка интелигенција која контролира роботи, додека вие како неврохирург ја координирате. Тоа е идеално, тоа е утопијата, се надевам еден ден ќе стигнеме бргото таму. Меѓутоа, во денешно време вештачката интелигенција е од помош. Но она што пред се денеска го користиме, тоа е машин learning, односно машини кои што учат, стекнуваат знаење, кои што во одредени ситуации, интервенции можат да бидат дури ваши асистенти. Така да многу е важна, многу е корисна во рацете на оној што сака и знае да ја користи секако, меѓутоа се уште доминира човековиот мозок, значи без нас, односно без лекарот како лидер на тимот, таа работа не може да функционира. Веројатно ова помага со оглед на тоа дека неврохирургијата е една од најсложените области во медицина. Многу помага, многу леснува, не само за пациентот кој што е корисник во моментот на таа услуга, туку и за целиот тим. Вие се осеќате подобро, се осеќате порелаксирано. Тоа е исто како да во ова студио сме дошле пред 30 години, поинаку би работеле, сега со особено убава, релаксирана атмосфера и знаеме дека сега како што треба. Така. Да ги споминаме мозочните импланти, што тие представуваат, односно длабока мозочна стимулација. Мозокот, како и други органи, сите други, работи на некаков тип на биолошка струја. Она што со текот на годините сватиле научниците прво, почнувајќи испитување од глувци па се до реализација, односно на тие импланти во поставување кај луѓе, сватиле дека со стимулација на одредени центри може да се создаде привид кај мозокот дека се е во ред. Например, кај Паркинсоновата болест, каде што имате тресење често на рацете, тој тремор се вика медицински, сватено е дека тоа е заради недостаток на една супстанција која ја произведува длабока структура на мозокот. И дека со поставување на електрода директно таму може да се стимулира да тој допамин кој што недостасува продолжи понатаму да се произведува. Тоа порано сме го правеле со лекови, меѓутоа со медикаментозна терапија можете до некаде да одите. После тоа ви треба поинаков тип на стимулација и тука на сцена стапуваат мозочните импланти. Тоа е една прекрасна, да кажам, приказна, бидејќи добивате човек кој што бил комплетно нефункционален, кој што е свесен за себе, јасно му е која е неговата тегоба, го решавате неговиот проблем со една интервенција која што не е предолга, е комплицирана, е технички захтевна, да кажам, меѓутоа сепак може да се изведе и добивате од еднаш човек кој што е социјално прифатлив и здрав. Зборувате за захтевни процеси. Колку е неопходна тимската работа во оваа професија? Тимската работа е клуч. Значи, да заборавиме на она дека ќе дојде неврохирургот и сега он е главен, па тука кажува како ќе биде, како ќе тече операцијата. Значи, тимот е најбитен. Неврохирургот е лидер на тимот. Тоа така стои. Меѓутоа, ако на секоја позиција немате добар играч, исто како и во секој тимски спорт, да кажеме, немате шанси да победите. Така да, неврохирургот е лидер, меѓутоа секој има своја улога во тимот. Имаме колеги, анестезиолози, невролози, имаме асистенти кои што ни помагаат, имаме медицински сестри, болничари во екипата, значи секој хигиеничари отпосле и пред салата кои што чистат, значи секој има круцијална улога. Ако на едно место алката е слаба, целата интервенција нема да биде успешна. Има ли понекогаш трема во такви ситуации? Кај лекарот, кај неговиот тим? Трема има секогаш. Значи јас секогаш чувствувам позитивна трема пред интервенција, а познавајќи многу врвни неврохирузи насекаде по светот, знам дека секој пред да почне самата интервенција чувствува трема. Меѓутоа тоа е
креативна трема. Таа не ве оневозможува да работите, туку напротив ви дава потик да извадите најдобро од себе. Ги споминавме невростимулаторите кај пациентите со Паркинсонова болест. Колку тие ќе им олеснат? Колку ќе олеснат всушност на сите кои што имаат потреба од нив? Вака, ние, со оглед на нашиот број на жители, годишно околу 15 до 20 луѓе имаат потреба од ваков невростимулатор. До сега тие заминувале во странство, се надеваме дека во многу скоро време истата интервенција ќе може да се прави и кај нас и дека ќе добиеме еден квалитетен начин да луѓето ги реинтегрираме во секојдневието во општеството. Така да мислам дека ќе биде тоа едно breakthrough големо напред. Кога треба да се посети неврохирург? Кој е првиот аларм? Дали може тоа е трнење, раце, нозе или нешто, некој друг сигнал? Тоа се симптоми кои што најчесто доаѓаат од проблеми со вратниот трбет. Трнењето на рацете и на нозете секој од нас го чувствува повремено. Меѓутоа, ако континуирано осеќате трнење во раци и во нозе, ако осеќате проблеми со одот, ако осеќате болки во вратот, неможност да се движите, едноставно вашиот ден не е како што бил, тогаш е време да се посети неврохирург, да се направи детален невролошки преглед, да се направи дополнителна дијагностика и да се одлучи во кој правец ќе оди лекувањето. Дали би биле кандидат за физикална терапија, а најголем број од пациентите со вакви симптоми се кандидати за физикална терапија, или дали сте во тие 5 до 7% кои што ќе им треба хируршка интервенција, која што е многу благодарна, меѓутоа мора да се извади на време. Така да, ако вие симптоми постојат, добро е да се посети лекар. Често луѓето знаат на своја рака да си земаат лекови. Колку е тоа погрешно, колку е правилно, можеби во одреден момент кога не се во можност да побараат помош од лекар? Вака, тоа е некогаш и многу погрешно, ама некогаш и многу корисно. Например, кога лековите против болка, секој од нас знае кој лек кога чувствува болка му помага. Многу подобро него што било кој лекар може да му каже. Меѓутоа, ако збориме за системски болести, како притисок, шеќер, срцеви заболувања, илузорно да земате лекови на своја рака, може само да се наштетите. Сакам да ги споменуваме тука најмладите, иако некако дадовме акцент на повозрасната генерација, меѓутоа кој е најмалиот пациент кој што е опериран? Бил во вашата сала? Новороденото е, само што ќе се роди, мора да подлежи некојаш на неврохируршка интервенција. Постојат одредени дефекти кои што се во феталното доба, додека невролошкиот систем се создава во матката на мајката, кои што изискуваат веднаш интервенции во првите 24 часа од раѓањето. Меѓутоа ние гледаме тие потешкоти да ги решиме веднаш од кога ќе се роди бебето, така да неколку часа нека биде старо. Тешки се тие моменти за докторите? Непријатни се. Да знаете, никој не сака да се бави со интервенции на толку мали бебиња. Стресни се секако за родителите, за семејството од таа страна, меѓутоа стресни се и за тимот од оваа страна. Сепак е тоа бебе од 3-4 кила кое што има потреба од голем неврохируршки зафат. Какви се методи, со какви методи се служите при лекување на пациентите со оглед на тоа дека веќе имаме нови технологии кои се помалку инвазивни и нели побезболни, многу поедноставни или не се додолку едноставни како што би требало да бидат? Неврохирургија е област која што е високо зависна од технологијата. Значи ние сме високо зависни, за среќа или за жал, од технологијата. Користиме оперативни микроскопи кои што имаат можности за флуоресцентски боења, кои што имаат можност за инфрацрвени зраци, кои што потоа користиме константно некакви импланти, градуваме, гледаме тоа да биде низ минимални резови, континуирано гледаме да, пошто се оперира глава, континуирано гледаме да постоперативно биде тоа што помал дефект, правиме зафати со кои што ремоделираме коската, правиме вештачки коски ако треба, така да цело време сте зависни од некаков технолошки новитет. Бара прецизност. Бара прецизност и најдобрите неврохирурзи се всушност и најтрпеливи луѓе, бара трпеливост. Така да, нашите операции знаат некогаш да траат од 2-3 часа, понекогаш трае 20 часа и тоа е тоа, мора да се заврши работата како што треба. Што беше предизвик за вас да се одлучите за оваа професија? Како и во секоја се разбира има потешкоти, меѓутоа можеме да кажеме слободно една од потешките. Значи вие сте трпели? Во принцип сум многу трпелив, да. Знам и да слушам, да изслушам некого, знам и да кажам. Така да, она што ме беше круцијално, кардинално да пресудам дека сакам неврохирургија е што сватив дека тоа е еден многу голем предизвик кој континуирано треба да се докажуваш. И бидејќи многу сакам техника, технологија, некои гаджети континуирано, сватив дека многу ми е битно дека нон-стоп ќе бидам со иновации, ќе има некакви апгрейди и секој пат ќе можеш на пациентите, односно на семејствата им понудиш нешто ново, кое што секако подобро за нив. Тоа е една приказна која што не завршува и затоа е толку интересно.
Како му доаѓа тоа, како се релаксирате со оглед на тоа дека во неформална комуникација спомнавте возите велосипед и се враќате на велосипедот? Се враќам на велосипедизмот, сакам долги прошетки во природа, сонце и природа ме опуштаат, сакам да поминам време со своето семејство, секој пат кога е можно, и сакам да се дружам со луѓе, со мои другари кои што с некои се лекари, меѓутоа повеќето не се. Ке се потврди тезата дека голем дел од докторите сакаат да пешачат дефинитивно? Да, бидејќи тоа ве релаксира навистина и некако ви дава време да бидете со себе, едноставно да го прежвакате денот подобро. Да, споменавме на почетокот дека неврохирургијата е навистина широка област. На што се насочувате во наредниот период? Често патувате, се надоградувате, го проширувате, се разбира, своето знаење и искуство? Да, морате да патувате, бидејќи сепак Македонија е мало место. Секогаш мора да отиде негде да видите, за да некој ви дојде да ве посети. Така да минимум 2 до 3 пати годишно патувам негде. Често сум гостин на клиниката во Белград, бидејќи таму сум и специализирал. Така да се обидувам да го држам чекорот. Не е баш лесно, ама во денешно време со сите овие алатки кои што ги имаме интернет, тоа е се достапно. Спомнавте дека сте зависник од технологија. Колку ние како медицина и конкретно во Македонија ги следиме тие трендови, посебно кога станува збор за неврохирургијата? Дали можеме да се споредиме со остатокот од Европа, од светот? Во моментов мислам дека сме неврохируршки центар кој што може да се носи адекватно со било кој во Европа. Не сме ние на нивото на експерименталните центри кои што ги има Јапонија, Америка или кои што се во Израел, меѓутоа сме на вистина солидно ниво. Се држиме. Која е вашата порака до нашите гледачи? Споминавме дека секогаш треба да побараат помош од својот доктор, меѓутоа бете на што да се насочат кога станува збор за здравјето? Пораката би била менаџирате го својот стрес сами најдобро што можете и секој пат кога имате недоумици побарете. Никако тешко ни оди со стресот. Тешко со менаџирањето на стресот. Имате ли конкретно вие некој освен нели велосипедизам, тоа што го напомнавте, нешто екстра совете? Мислам дека тоа е мајндсет, едноставно полека секој од нас може да стигне во таа фаза. Ова влева надеж, мислам ние ќе се потрудиме, па следното гостување веројатно ќе направиме. Ќе продискутираме до кај сме стасале, да. Да видиме до секако ви благодариме многу за одвоеното време, ви посакуваме многу успех. Знаеме дека често патувате и кога станува збор за интервенции, операции надвор од нашата држава и горди сме што имаме такви големи експерти тука кај нас. Ви благодарам на поканата, се гледаме во следна прилика. Благодариме. Благодариме.